Во наредните минути ќе ги проследите содржините во вестите на Канал 8. Официјално започна да се користи за сообраќај автопатот од скопското село Миладиновци до Штип и обратно. На тоа се чекаше подолг период со оглед што пуштањето се најавуваше неколку пати, а се одложуваше поради недовршени градежни работи. По скоро 2 години одложување, возачите конечно можат да го користат новиот автопат Миладиновци-Штип. Таква е кратката информација што беше објавена на веб страницата на Автомотосојузот. Со тоа, патувањето до Скопје и назад сега е побрзо, односно патниците ќе заштедат околу половина час. Сепак, карактеристично е што немаше официјално пуштање во употреба со вообичаена свеченост и сечење на лента. Од Агенцијата за патишта останаа без одговор зошто ставањето во употреба на патот е скромно. Од таму дојде само краток одговор дека автопатската сообраќајница е пуштена затоа што веќе биле исполнети условите за тоа. Истовремено, беше упатено и барање до возачите и другите учесници во сообраќајот да ја почитуваат сообраќајната сигнализација. Како што дополнително се дознава, до крајот на оваа година нема да се наплаќа патарина на новиот автопат, чија должина е 47 километри. За 10 дена ќе биде објавен тендер за изградба на 2 патарини меѓу Штип и Свети Николе и меѓу Свети Николе и Миладиновци, при што на едната ќе се наплатува 50 денари, а на другата 70. Автопатот кон Штип започна да се гради во 2014-та, чинеше 200 милиони евра, а изведувач на градежните работи беше кинеската компанија Синехидро. Според првите најави, требаше да биде пуштен во употреба во средината на 2017-та, но потоа рокот се проложи до есента 2018-та. Во меѓувреме, поради утврдени пропусти во изградбата, пролонгирањето беше направено уште неколку пати, се до средината на оваа недела. Локалната мрежа за застапување од кочани организираше пресконференција на која побара средување на просторот околу комплексот Асном. Беше најавена и подготвеност на активистите од мрежата да дадат и сопствен граѓански придонес во редувањето на просторот во централното градско подрачје. Локалната мрежа за застапување од кочани организираше пресконференција на која беше упатено барање до локалната самоуправа да се посвети поголемо внимание на естетското, комунално и инфраструктурно редување на просторот околу комплексот Асном. Настанот се одржа по повод 5 јуни, светскиот ден за заштита на животната средина. А како што беше речено во обраќањето, локацијата била одбрана затоа што пред 10 години била место каде што се собирале поголем број граѓани, пред се млади и ученици, за едукација, забава, спортување и дружење. Од Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина, кој е носител на проектот за организирање на неформалната граѓанска мрежа за застапување, порачаа дека е време да се преземат конкретни активности за да се подобри состојбата на целиот простор. Гледаме една огромна површина која пред се е небезбедна и пристапна со понафрлено ѓубре, нефункционално игралиште и сите елементи кои навестуваат на несериозно однесување и негрижа на овој простор, кој од ден на ден се претвора во голема градска депонија и тоа во централното градско подрачје. Ние, локалната мрежа за застапување, веруваме, знаеме и сме убедени дека одговорните во нашата општина се сериозни луѓе кои сакаат да дадат поддршка на иницијативите на граѓаните и дека нема да дозволат оваа прекрасна локација од ден на ден да се претвори во депонија, небезбеден, нефункционален и непристапен простор. Членовите на локалната мрежа за застапување упати и барање до корисниците на просторот во комплексот Асном, исто така да се вклучат во одржувањето и грижата за околината. Ние како локална мрежа за застапување сме целосно подготвени да дадеме максимална поддршка и заеднички да пристапиме кон решавање на овој горчлив проблем, при што сме подготвени да организираме голема и заедничка граѓанска акција со цел да дадеме придонес кон подобрување на затекнатата ситуација. Проектот за функционирање на локалната мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, чии носители се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и коалицијата Сите за правично судење. На локацијата каде што се одржа пресконференцијата на локалната мрежа за застапување, дојде и градоначалникот Илиев, при што истакна дека го прифаќа ставот на граѓанската група,
При тоа нагласи дека веќе се преземаат мерки за уредување на просторот околу Асном, но дека е потребна и поголема соработка со граѓаните. Градоначалникот Николчо Илиев се сретна со представниците на локалната мрежа за застапување веднаш по одржувањето на нивната пресконференција кај комплексот Асном. При тоа тој истакна оти локалната самоуправа презема мерки за уредување на околината и целиот простор околу објектот, но дека некои проблеми се наследени и не можат да се решат преку ноќ. Во однос на одржувањето на хигиената и просторот, рече дека комуналното предпријатие Водовод презема мерки за редовно чистење на поставените контейнери и косење на тревата и вегетацијата, зашто заедно со членовите на локалната мрежа за застапување направија и обиколка на комплексот Асном. Треба да работиме на подигањето на свеста на граѓаните, бидејќи тие се најодговорни за средината во која што живееме. Една друга работа за која зборуваме дека овој простор е убав и дека навистина треба да биде среден онака како што треба, мора да знаеме дека овој простор овде според генералниот урбанистички план е предвидено да биде образование, што значи ние како локална самоуправа немаме никакви ингеренции. Значи тоа е оставено на Министерството за образование и наука за потребата на Министерството како спортски терени, доградување и ред други активности кои се за потребите на образованието. За жал, како што знаете, веќе поодамна факултетот кој беше овде, веќе е затворен, не функционира, значи интересот на Министерството за образование и наука веќе веројатно не постои и овде се поставува прашањето како ние натаму ќе постапиме и како ќе успееме да изнајдеме во законски рамки да го изменаџираме целиот овој простор кој може на еден друг начин да се изменаџира и со еден детален урбанистички план да се предвидат структури кои ќе бидат интересни за граѓаните, ќе ги задоволуваат потребите на граѓаните и секако ќе овозможат еден многу подобар изглед на целиот овој дел. Илиев додаде дека во рамки на своите надлежности општината ќе продолжи со активностите за одржување на просторот, но дека очекува и соодветна соработка со граѓаните кои не треба веднаш по чистењето на просторот повторно да го загадуваат. Ние немаме краткорочно решение, меѓутоа се трудиме благовремено да ги отстрануваме, да ги очистуваме, да ги чистиме и како што реков, тие ни земат и додатно енергија и додатно човечки ресурси, додатно средства, заради тоа што смет кој еднаш исчистен однесен на депонијата повторно се враќа во домовите, се зема тоа што и треба, а другото се остава. Значи по 2 пати, 3 пати еден исти отпад го носиме на градската депонија, што на вистина е недопустливо и овде го очекувам искрено и разбирањето и поддршката од граѓанскиот сектор, да сите заедно дадеме додатен допринос, да можеме да ја подигнеме свеста, да овој смет и отпад го отклонуваме, одлагаме на места кои се одредени. На крајот, градоначалникот Илиев истакна и очекува соработката со граѓанскиот сектор да продолжи, особено во решавањето на актуелни прашања од комуналната и останатата инфраструктура. Со свечен концерт, Основното музичко училиште Ристо Јуруков го прослави патрониот празник. При тоа беа доделени пригодни признанија за неуспешните ученици во генерацијата. Основното музичко училиште Ристо Јуруков откочени приреди концерт со најуспешните ученици во генерацијата. Со тоа ја одбележа и 92 годишнината од раѓањето на својот патрон и основач. Изминатата учебна година за Кочанското музичко училиште, кое е меѓу најстарите во државата, беше една од најуспешните. Учениците освоија голем број награди од државни и меѓународни надпревари, а учествуваа и во проектот Интернационална музичка размена, што се одржа во Унгарија. Професорот Ристо Јуруков беше основач на училиштето. Ги постави темелите на музичката култура и уметност во нашиот град. 7 години поред баравме согласност од Министерството за да го промениме името и на крајот успеавме. Постсмртно беше номиниран за Општинската награда за животно дело. Неговата сопруга, господја Лилјана, ме замоли да ја напишеме номинацијата. Лесно е да се запишат достигнувањата. Тешко е да се постигне толку, колку што тој, нашиот патрон, остави зад себе. Затоа денес чествуваме. Се сеќаваме ние и ќе се сеќаваат генерациите после нас. Во рамки на празничната свеченост беа доделени и признанија за неуспешните ученици. За ученик на генерацијата беше прогласена Јована Крстовска,
А награди за истакнати ученици добија и Ана Јорданова и Михаил Митев. Сакам да се заблагодарам на мојата драга наставничка по пијано, ментор Марија Лазарова, која секогаш веруваше во мене и секогаш ме поддржуваше во овие 9 години, која вложи многу голем труд во мене. Исто така сакам да се заблагодарам до најдобриот наставник во солфеж и музичка теорија, наставник Благо Николов, со кој сите часови ни поминува во голема забава и во смеа, и кој секогаш ме поддржуваше. И за крај да се заблагодарам на останатите наставници, на директорката и на другите мои соученици од музичкото училиште, кои секогаш ме поддржува и заедно креиравме на голема фамилија со која што моето музичко училиште стана мој втор дом. На концертот по повод одбележувањето на патрониот празник на Кочанското основно музичко училиште, учениците исполнија популарни и класични композиции. Свој настап на виолина имаше и ученикот Иван Милосов, кој неодамна свиреше со Националната филхармонија. Исламските верници го одбележаа празникот Рамазан Бајрам со свечена вечера што се одржа во дворот на џамијата во Кочани. На прославата присуствуваа и представници од локалната самоуправа, од Советот на општината и од локалните јавни претпријатија. Поголем број муслимански верници од Кочани присуствува на традиционалната ифтарска вечера по повод празникот Рамазан Бајрам, што се одржа во дворот на џамијата Дуди Хану. Капијата од верскиот објект беше широко отворена за сите добронамерни гости кои беа срдечно дочекани и угостени. Меѓу нив на вечерата присуствува и представници од локалната самоуправа, од Советот на општината, како и јавните претпријатија и институциите во општината. Главна цел, како што беше речено, е да се испрати пораката за соживот, мир и почитување, а на верниците да им се овозможи достоинствено славање на светиот месец Рамазан. Вечерата се организираше токму на последниот ден од месецот, како завршница на рамазанските пости. На молитвата за време на вечерата беше нагласено дека треба да се шири меѓусебно разбирање и толеранција меѓу припадниците на различни религии. Организирањето на празничната вечера по повод Рамазан Бајрам беше помогнато со средства од поимотните верници, како и дел од бизнис секторот во кој тие се вклучени. Поголем број семејства во неколку градови од источниот регион добија хуманитарна помош по повод прославата на верскиот празник Рамазан Бајрам. Помошта беше во прехранбени производи и лекови, а ги обезбеди Ахмадија муслиманската заедница во Македонија. И годинава по повод одбележувањето на Рамазан Бајрам, германската организација Humanity First во соработка со Ахмадија муслиманската заедница во Македонија донираше поголем број хуманитарни пакети со храна и лекови. Пакетите им беа поделени на граѓаните во Берово, Пехчево и неколку села во околината, како и во Гевгелија и Куманово. Помошта е обезбедена од сопствените фондови на заедницата, а ја помагаат сите муслимански верници од целиот свет. Почитувајќи го мотото на заедницата, љубов секому, омраза никому, доделувањето на хуманитарните пакети е традиција што се спроведува неколку години наназад, при што во изминатиот период беа вклучени и Кочани и Виница. Ние одиме во местата во кои живеат луѓето и им делиме хуманитарна помош на сите. Од она што го дознав од местното население е дека ретко кој друг ги посетува за да им додели помош. Сметам дека без разлика на верската припадност, помош и поддршка заслужуваат сите. Наидуваме на прифаќање и симпатија од местното население, што не прави посебно среќни и задоволни. Задоволни од помошта беа и граѓаните кои добија од хуманитарните пакети, при што изразија благодарност до организацијата Humanity First. Захвална на оваа хуманитарна помош што ја дават сега за лековите. Многу ми требаше да готов лекарството, не сам можел да зема да готов. А иначе сега добра акција, добро спроведена. Јас сум од Кичево, дека сум мажена, 20 години. Им благодарам на донацијата и од странство што се и од домот на здравствениот дом. Многу сме благодарни. Камо секогаш така да е, да им помагаат на тие што немаат.
Ние поддржуваме како јавна здравствена установа оваа хуманитарна помош. Од името на нината организација и дадовме потпуна поддршка да нема верска разлика меѓу луѓето и да биде традиционална секоја година во името на овој празник да донира оваа помош во име на медицински лекови кои се на позитивната листа, кои луѓето не можат да сногнат сили и во име на парични средства не може да си покријат матичната терапија за месецот. Во моментот се наоѓаме во Берово, каде ја спроведуваме првата акција хуманитарна на доделување на прехранбени пакети и лекови за тешко болните пациенти. Представниците на Ахмадија муслиманската заедница велат дека тие не ги делат граѓаните и не прават никаква разлика дали се муслимани и христијани, туку им помагаат на сите, затоа што, како што истакнаа, сите луѓе се создадени од еден Бог. На крајот од овие вести вообичаено за спортот. Со одигрувањето на последното 26-то коло заврши првенството во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани доживеа пораз на гостувањето во Струмица на надпреварот со четврто пласираната Тиверија. Завршија надпреварите и во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во која се одигра последното 26-то коло. Распоредот на табелата беше одамна познат, така што и по ова коло не дојде скоро до никакво поместување на претходно утврдените позиции на екипите. Тимот на женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваше во Струмица против Тиверија и загуби со 3:0. Таквиот резултати можеше да се очекува со оглед што струмичанки го држат четвртото место на табелата, а и покрај освојувањето на 3 бода не го подобрија пласманот. Гостинките од Кочани пак останаа на освоените 24 бода и го задржаа 10-то место. Ова првенство се играше со 14 екипи, што се покажа како премногу амбициозен проект, со оглед што имаше огромна разлика во квалитетот на играчкиот кадар и на подготвеноста на екипите. Поради тоа, скоро во секое коло се случуваше да има победи со двоцифрени резултати, што дава и комични податоци, каков што е оној дека второпласираната екипа на спортски центар Истатов од Дојран има постигнато 222 гола, а последно пласираната Плачковица од Радовиш пак дала само 5 гола, а примила 281. Женскиот фудбалски клуб Кочани со прикажаната игра и резултатите во ова првенство не ги задоволи желбите на наивачите, но сепак го задржува прволигашкиот статус. Од наесен ќе го започне првенството во новата сезона. Со временската прогноза ги завршуваме овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно!